Објавата предизвика илјадници коментари, а многумина ја искористија можноста да ги тагнат своите најдобри пријатели и да споделат лични приказни. Холивуд е пун со пријателства кои траат колку снимањето на еден филм, но има и такви кои траат со децении. Токму таков однос имаат актерките Дру Баримор и Камерон Диаз, кои покажаа дека се подршка една на друга уште од тинејџерските години. Дру Баримор ги трогна своите следбеници на Инстаграм со емотивна објава посветена на незината долгогодишна пријателка Камерон Диаз. Со неколку фотографии од незината приватна архива, таа откри колку многу и значи познатата актерка и колку нивното пријателство опстојува и покрај сите животни подеми и падови. На првата фотографија пишува Камерон и јас сме најдобри пријателки уште од тинејџерските години. Втората ги прикажува како се прегрнуваат и велат: таа беше тука за мене во добро и во лошо. Третата фотографија ја носи можеби најемотивната порака од сите: таа е мојата причина. Норт Вест повторно привлече внимание во Париз со својот необичен стајлинг. Ќерката на Ким Кардашијан и Кајне Уест, Норт Вест повторно успеа да го привлече вниманието на јавноста. Младата наследничка на славниот пар беше видена на модна ревија во Париз, каде што ја пречекаа бројни обожаватели и фотографи. Верна на својот препознатлив и малку бунтовен стил, Норт се појави со руса коса, впечатливи пирсинзи и масивни шилци кои беа дополнителен детаљ од нејзиниот стајлинг. Уште еднаш таа покажа дека не ги следи правилата на класичната елеганција, туку гради свој моден израз. Сепак не беа само нејзините модни комбинации тие што го привлекува вниманието. Снимки од нејзините јавни појавувања и настапи се појавија и на социјалните мрежи, што предизвика бројни реакции. Додека некои веруваат дека Норт има харизма и самодоверба, што ја извојуваат од нејзините врсници, други беа многу поостри во своите коментари. Некои корисници од социјалните мрежи рекоа дека не разбираат зошто таа добива толку многу внимание и медиумско внимание, додека други коментираат дека изгледа чудно и арогантно, повлекувајќи паралели со нејзиниот татко Кајне Уест, кој со години предизвикува мешани реакции од јавноста. Без оглед на критиките, Норт Вест продолжува да привлекува огромно внимание каде да се појави, потврдувајќи дека веќе е една од најследените млади ѕвезди од новата генерација. На 30 јуни 1967 година во Куманово е роден Тони Михајловски, еден од најистакнатите, најхаризматичните и најнаградуваните македонски актери, чие име повеќе од 3 децении е синоним за врвна актерска игра. Со богата кариера на театарската сцена во домашната и регионалната кинематографија, како и на телевизија, Михајловски остави силен печат врз современата македонска култура и изгради репутација на актер кој со еднаква уверливост ги толкува драмските, комичните и карактерните улоги. Дипломирал актерска игра на Факултетот за драмски уметности при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје во класата на професорот Владимир Милчин. По дипломирањето од 1994 до 1999 година бил член на ансамблот на Македонскиот народен театар, а потоа работел како слободен уметник. Во 2013 година повторно се вратил во матичниот ансамбл на Македонскиот народен театар, каде и денес е еден од неговите најпрепознатливи актери. Фановите на македонската музичка легенда, пејачот и текстописец Владо Јаневски, кој почина на 66 годишна возраст во Скопје, ќе се простат од него во 20 часот пред арената Борис Трајковски, каде ќе му одадат последна почит со песни и свеки. Настанот го организира продукцијата Прагма, која ги повика сите што ја сакале музиката на Јаневски да бидат дел од вечерта исполнета со спомени и емоции. Да го испратиме со песна, тишина и љубов.
Неговите мелодии ќе останат да живеат бидејќи големите уметници никогаш не исчезнуваат, порачаа организаторите. Македонската музичка сцена вчера изгуби едно од своите најголеми и најпрепознатливи имиња. По кратко боледување на 66 годишна возраст почина познатиот музичар и пејач кој зад себе остави богата музичка кариера со безброј хитови кои одбележаа македонската поп музика во изминатите неколку децении.